Благодарам, Даштевски. Почитувани присутни, господине градоначалник, председателе на Комисија за лустрација. Тука го гледам во публика и Црно Маров, сакам да го поздравам. Неговото досие е поместено во оваа едиција. Тука гледам и членови на семејства на жртви кои што се следени, омаловажувани цел живот, и за жал имаме случај на човек кој што дента кога го подигнал во 2000 година своето досие, истиот ден починал. Тоа е човекот Битола, господинот Крсте Велјановски. Тука е неговиот син. Ве поздравувам и жалам за вашата загуба. Ова не е вообичаена едиција, ова не е популарна литература, но по она што го доживуваме секаде низ Македонија, очигледно се барани страници. Тоа е од проста причина што Македонија уште во 1945 година се нашла под сериозен, смислен окупацијски удар. Таа е на сила втерана во Југославија. Сите елементи кои што размислувале поинаку биле елиминирани. Самиот Крсте Велјановски е уапсен 47 година кога имал 19 години, тоа се оние дечиња кои што замина веројатно средношколци. Значи не е било дозволено од најрана возраст да имате поинакво размислување и било радикално расчистувано. За среќа, само мал дел од овие страници како работеле службите на државна безбедност денеска се наоѓаат во државниот архив. Станува збор за 630.000 страници кои што ние ги чуваме. За само 15.000 досиеа. Но ние кога го истражувавме материјалот кој што го имаме во државниот архив и во други фондови, откривме еден документ во извршниот совет што е еквивалент на денешна влада на Република Македонија од социјалистичко време, каде што тие во 65 година самите на себе, на својата тајна служба, по расчистувањето на Тито Соранковиќ, заклучиле дека треба да и направат ревизија. Таа ревизија ќе покаже фасцинантни бројки, наследени луѓе во 65 година. 137.000 досиеа. Безмалку 10% на целокупната популација во Македонија имале свое досие во тајните служби. За жал, велам, само 15.000 досиеа денеска се наоѓаат во државниот архив и ние не можеме, најверојатно никогаш нема да можеме да ја оформиме вистинската слика за големината на теророт и геноцидот кој што е извршен врз македонската промисла. Но 15.000 досиеа се доволен материјал за ние да ја почнеме да ја скицираме онаа историја која што чека да биде откриена. Самата едиција има 9 тома. Тие 9 тома покажуваат едно изворедно течење на историјата онака како што требало да биде сокриена истата. Дека македонската идеја, потребата за независна и обединета држава, поделбата од 1913 година, сите големи удари врз ткивото на Македонија, од македонецот никогаш не биле заборавени. Непријателите на македонското револуционерно дело тогаш, а и денес, тврдат дека историското ВМРО има дисконтинуитет. Тврдат дека престанало во разни години, некои велат 908, некои велат 1934 година. Но ако е така, зошто е уапсен на 14. мај 1947 година? Затоа што се повржал со бивши ВМРО-вец, терориста Ристо Димовски и заедно почнале да организираат ВМРО-вски групи меѓу омладината во Битола.
Исто така преку својот другар Крсте од село Слепче, тој се поврзува со група незадоволници и ги организира во ВМРО-вска група, давајќи им пропаганден материјал и ги припрема за акции. Ова е само еден документ. Објавивме 13.500 вакви страници. Оние тези дека има дисконтинуитет во македонската мисла, кои што подоцна се пренесени во учебниците по историја, кои што требаше од нас да направат добри југословени, кои што требаше да не научат дека нешто што било во 1913 година е мит кој што е завршен, кој што преминал во легенди. Ако ги погледнете овие страници, овие досиеа, патењето на овие луѓе, вие ќе сватите дека ние имаме фалсификувана историја. Сето она што се сервира како официјална историографија, левичарска, поствоена, ги изоставува овие елементи. И застувањето на овие елементи го октроира македонскиот ум. И помал би бил проблемот доколку сме имале само фалсификувана историја. Вие имате физичко елиминирање на ВМРО-вците. Погрешна е тезата, односно сваќањето дека на Голи оток биле само информбировците. Ние имаме целосен том за тоа. За жал во Македонија се уништени досијата за Голи оток, но јас успеав да ги најдам во Хрватска и во најмалку 10 досиеа се гледа дека ВМРО-вци се праќани и на Голи оток. И тоа ќе го објавиме. Суштината е да се свати дека по секоја цена се расчистува дури и со физички ликвидации и се прави пресврт во движењето на Македонија. Ние мораме да се запрашаме како луѓе кои што се занимаваат со наука, зошто нема истрага за масовните ликвидации во 45-та година? Кој ќе одговара за ликвидацијата на Кале? Кога ќе утврди Македонија кој беше ликвидиран, зошто и кој беше од другата страна, односно кој беше извршителот? Кога ќе утврдиме истото за Велес и за Куманово? Сосема поинакви размислувања имаа македонците таа рана 45-та година. Пред се многу е битен фактот да се знае дека Македонија сама се ослободи. Белград беше ослободен од Црвената армија. Ние се ослободивме сами. А бројот на луѓе кои што беа под оружје беа спремни да отидат не до Солун, туку до Атина. Тоа беше нешто што мораше биде сокриено. Но овдека во оваа едиција се открива. Злосторот е толку голем што не препорачувам да читате повеќе од 100 страни на ден. Нема да ви биде добро. Кога се подготвував и со тимот кога разговаравме и со други луѓе кога се консултирав, јас буквално имав една дилема пред мене. Мене не ми е јасно колку е голем геноцидот врз македонците во сопствената држава после 45-та година, како ние денеска ја имаме независна Република Македонија. Сега што е битно од овие томови? Битно е да се повлече една линија и да се свати дека не само што не прекинала идејата за независна обединета или за ВМРО-вските идеи Македонија, туку таа имала свој континуитет изразен по неколку линии до 90-та година. Едната линија е тие со кои што се расчистува во Македонија по 45-та година, но досеја се отвараат 60-та, 70-та, 80-та година. А втората линија е принудувањето на голем дел од македонците да емигрираат. Па така се формира изразито силна, значајна македонска политичка емиграција. Уште една интервенција во македонската модерна историја за поновите времиња е дека македонците имале економска емиграција.
дека луѓето бегале од глад, немале што да прават. Никој не зборува за ликвидацијата на Шамбевски. Никој не зборува за киднапирањето на Драган Богдановски и држањето 18 месеци во Јасен, без да се знае од страна на неговото семејство или на никој во Македонија дека тој навистина се наоѓа во Македонија. Ние пронајдовме полицаец кој што е спремен да сведочи, кој што го чувал Драган Богдановски 18 месеци. И веќе го скицираме и тој период. Никој не зборува за таа емиграција дека таа била толку силна, организирана, имала своји политички организации, имала своји јасни правци на делување, имала своји изданија, имала своји дописи до Обединетите нации, до сите држави во кои што се наоѓала. Никој не зборува дека таа емиграција исто така зборува цело време за независна и обединета Македонија. И доаѓаме до 90-та година. Дел од емиграцијата се враќа, дел од жртвите го пронаоѓаат својот израз во ВМРО-ДПМН. ВМРО-ДПМН во Битола е формирано точно 1 месец од формирањето на партијата на ниво на Македонија. На формирањето на ВМРО-ДПМН во Битола присуствуваат 970 луѓе и УДБА има детален записник за говорот на секој присутен на формирањето на партијата. Јас немаше да знам, бидејќи не сум бил на тоа формирање, меѓутоа имаме документ од страна на УДБА, точно кој бил присутен и кој зашто се произнел. Ќе го читате тоа. Се надевам дека ќе ви пробуди една сосема поинаква визија, а и ќе ме потсети на некои работи. Суштината е што непријателите на македонското револуционерно дело и од 45-та до 90-та и од 90-та до денеска се обидуваат да импрегнираат еден дисконтинуитет на идејата на ВМРО во смисол дека тоа движење, таа потреба на македонскиот народ престанале. Но овие документи го покажуваат сосема спротивното. Следењето на ВМРО-ДПМН по 90-та година покажува и докажува дека самата УДБА го признала континуитетот на ВМРО-вската идеја преку ВМРО-ДПМН. Она што е многу битно е дека денеска се повикува на забрана на префиксот ВМРО, точно од луѓето кои што во тој процес биле најактивни во обработката на ВМРО. И тезата која што исто така сакам да ја спомнам, оној несреќник Слободан Богоевски во својот ТВ настап кој што беше нарачан минатата недела, мислам, го рече следново: како е возможно партија со само 13 комитети да ги добие изборите во 90-та година? И за несреќа или за среќа, во тоа прашање самиот се издаде дека како тогашен шеф на државна безбедност добро знаел како е организирана ВМРО-ДПМН, колку комитети има точно, бидејќи ги следеле сите главни активисти на ВМРО-ДПМН, но и уште една теза која што е многу битна. Практично со таа победа од 90-та година, со само 3 месеци формирана партија, се докажува дека сите жртви на претходниот систем, кои што жртви се во десетици, стотици илјади, ако се земат семејствата и наследниците на тие што биле гонети, само чекале да се оформи политичка партија која што ќе ги канализира идеите за слободна, независна и обединета Македонија. Така што
имаме простор да се заблагодариме на удбашите, затоа што воделе темелно истражување за процесите по демократизирање на Република Македонија. Затоа, за жал за нив, оставиле траги, но тие траги го покажуваат и докажуваат континуитетот. Таа една идеја траела и во 45-та, и кога почнале да ги апсат младинците кои што имале ВМРО-вски идеи, се до 90-та, по 90-та и до ден денеска. Денеска, најмалку тројца ликови кои што се наоѓаат овдека, се уште активни. Тоа е Павле Трајанов, Слободан Богоевски и Иван Бабамовски. Берушевски е посебна приказна, точно. Но овие тројца сега ќе формирале коалиција за правда. Тоа може да се случи само ако пледираат на ваше игноранство. Но мислам дека не поминува и никој не верува во тоа. Павле Трајанов бил министер во ВМРО-вска влада, а ВМРО-вци биле следени. Најмалку до 2000 година. За тоа имаме документи. Тој се обиде да изјавите на Даштевски да ги сведе на политичко препукување, меѓутоа пред документите молчи. Еве ја тука, ако некој го знае, нека му пренесе, дека ќе го повикаме каде сака, кога сака, во каков формат сака, да дебатираме зошто го следел како министер за внатрешни работи ВМРО-ДПМН, кој што било партија во владата. Оној Слободан Богоевски нема кого не обработувал. Тој денеска излегува да се прави жртва и да се прикажува себе за битен елемент при создавање на независноста на Република Македонија. И него го повикуваме да дојде да ги коментира овие документи, не да кажува политички приказни. И е илустриран исто така. Оној третиот Иван Бабамовски пред 2 дена влезе во редакција на еден неделник, се закануваше на еден од нашите промотори дека ќе сме завршили, ќе завршил на Дризла, тоа е депонијата за ѓубре во Скопје, на 12 декември. Тоа го покажува менталниот склоп кој што не се променил до ден денешен, дека удбашите и денеска на ист начин размислуваат, но затоа што немавме доволно жесток процес на лустрација, сега се обидуваат да се представат како демократи. Најголемите крвници на македонскиот народ денеска пледираат на наше незнање и игноранство. Оваа едиција тоа ќе го спречи. Ќе ја добијат вистинската улога и место во македонската историја. Јас очекувам дека од овие книги ќе се пишуваат магистратури, докторати, научни трудови, белетристика, ќе се снимаат документарци, ќе се прават научни конференции. Овдека се вистинските херои кои што чекаат да бидат запишани со светли букви во македонската историја, а нашите поколенија идни треба да ги учат како нови херои. Јас ви благодарам многу што дојдовте да збогатите нашата промоција. По потекло сум од Битола, ако на некој нешто му значи. Го сакам овој град, увек ми е убаво кога сум тука. Сакам да ве замолам оние што се најзагреани да отидат во Државниот архив,
да ги видат книгите, таму ги има. Оние што се помалку загрејани ќе видат книгите наскоро во библиотеката. Се разбира, може и да се поседуваат лично, ќе видите во архивот, ако е некој заинтересиран, како и до тоа. Оние што сакаат да после промоцијата ги разгледаат слободно, а сега, ако има некакво прашање или коментар, со задоволство. Проверете, господин Велјановски. Благодарам што дојдовте овде. Мило ми е што, еве, како го споменавте,